Здраво! Како сте? Добри сте? Поздрав од Мистер Брент. Нов изазов денеска во кујната на Мистер Брент. Правиме нешто извонредно деликатесно убаво, а тоа е урневес. Урневес, ама каков урневес? Грчки урневес. Значи, урневес што се разликува малку повеќе од тој обичниот, ќе ви кажам и зошто. Значи, одиме со припремата. Место урда зимаме фета сирење. Вака го истураме еден сат. Фета сирењето. Сол не ставаме, заради тоа што фета сирењето е доста солено сирење. И вака го разбиваме една лажица. Не немаше малку. А еве сега се враќаме со рецептите. Се надевам дека не зажелевте. Фала ви на поддршката, преку 200 прегледи на претходните рецепти. Идемо далje. Еве како изгледа фета сирењето разбиено и на него додаваме грчки јогурт. Тоа е замена за павлака за нормалниот урневес што знаеме да го направиме. И еве како изгледа грчкиот јогурт, има многу добар посебен некој шмек дава, екстра интересно. Значи ова салата е секојдневие, но може да ви биде и пределот за ручек, гости кои ќе ви дојдат, прослава кои ќе имате нека баш интересна, доста е специфична. И сега што правиме? Нова додаваме маслиново, се у грчки стил, додаваме копар, но истата може и со оригано да се прави, знаете дека ориганото е грчки зачин. На тоа додаваме лукоправ, на обичниот урневес додававме лук, обичен, и сега додаваме благ буковец. Ако сакате пикантно, може и љут. Еве ќе измешаме малце и благ и љут. Ако сакате полјуто да ви биде, можете само со љут. И додаваме црвен пипер. Тоа е замената за ајвар, што се додава у обичниот урневес. И сето тоа добро го промешуваме. Сега на ова, исто така, може да оди и алева пиперка една сува, исецкана на тркалца, но и не мора. Зависи каков укус ќе сакате да направите. И тоа е, нема многу филозофија. Значи, рековме фета, сирење, грчки јогурт, копар, маслиново. Рековме едра сол не се става, пошто е многу солено фета сирењето. Благ буковец, љут буковец и лукоправ. И сега сето тоа добро го промешуваме. Јас чисто за шмек малку
би додал и црн шеќер, но малку, ко се каже малку, значи малку, 3-4 до 5 зрнца. Значи нема сенф, нема мајонез, многу лајт, може уште малце да дадеме копар. Така, да изменим малку. Шмекерски да изгледа. И салатата е готова. Еве како изгледа. Можете сами да видите. Грчки урневес. Брз, убав, ефикасен, интересен. И нормално. Може аперитивче со узо, нели, што е грчки, може со струмичка мастика, исто така. И тоа е добар аперитив. Значи, бел аперитив во секој случај. Останува сега, ајде да видиме што сме направиле, да дегустираме малце. Може на лепче, за доручок. Реков гости кои ќе ви дојдат, исто така. Еве како изгледа. Има таа малку црвенкаста боја, нормално, ама не е како нормалниот турневес, меѓутоа има страшен шмек, прва лига. Многу добро. Направите си го, не е некоја колку голем трошок да ви прави. Супер е. И тоа е генерално. Сега новина од оваа епизода. Започнуваме со мали совети што ќе ви користат. Како прво, куркума за срце, урма за енергија и пивце за бубрези. Тоа е. И никако немојте да пиете таблети со ладна вода. Проверено, толку од кујната на Мистер Бренд. Ставите ми живи здрави во некоја следна прилика. Запратете не на Патеди Шеф на Facebook страната. Запратете не на YouTube. Станете мемберс на Мистер Бренд каналот. Ако ви се допаѓаат нашите рецепти. И ве поздравувам у некоја следна прилика. Да сме живи и здрави. Поздрав и се најубаво. Бај!